Добро вечер, јас сум Мери Симоновска, вие гледате За или против вечерва од Будимпешта до Брисел, од партиски пресметки до европски услови. Што значи падот на Орбан за Македонија? Дали ќе има импликации во нашата држава и на Балканот? Кој е нашиот пат кон Европската унија? Дали сме под закана на ново вето од Бугарија? Вечерва на овие прашања одговор барам од моите вечерашни гости Владимир Божиновски, универзитетски професор, и Цветен Челеманов, новинар, аналитичар. Започнуваме веднаш со она што е најактуелно во последниот период, откако во неделата се случи поразот на Орбан на изборите во Унгарија. Некако целиот свет, целата Европа, па дури во Македонија, зборува за тоа како да не баре топ тема, а и е топ тема. Што мислите, дали, ако се знае дека во Македонија и Унгарија има добра соработка, дали падот на Орбан ќе има некакво влијание врз нашата позиција овде во Македонија? Добро, пред се мора да се одаде признание на доскорешниот, се уште актуелниот премиер на Унгарија Виктор Орбан, гледајќи кој се крена, да речеме, да прослави тоа што изгубил на изборите од, не знам, Хилари Клинтон, до Рокефелер, до семејството Сорос, навистина јасно е дека бил многу покрупна фигура отколку што тоа реално може да се очекува од лидер на една така средно голема европска држава. Де факто човекот беше конзервативен десничарски лидер на цела средна Европа, па и пошироко, можеби, од влијанието се чувствуваше од Соединетите Американски држави до, не знам, Аргентина, до далечниот исток, на таа интелектуална политичка мрежа која што ја оствари, која што ја изгради околу себе, ја базираше во Будимпешта. Несомнено, човекот беше во право по многу крупни прашања за Европа, од миграцијското прашање до, да речеме, главното прашање поради кое што толку луѓе се свртаа против него, тоа беше прашањето на војната во Украина во последниве години. Времето ќе покаже, нели, која била неговата вистинска улога, но дефинитивно 16 години премиер, од кој што повеќе од половина од тоа време неприкосновен лидер на, да речеме, единствената алтернативна мислечка и действувачка група во Европската унија. Тоа е секако за респект. Конкретно за Македонија, навистина Македонија имаше исклучително блиски односи со него. Не помагаше и политички и со поддршка за членство во Европската унија. Едно време имаше и комесар на Европската унија за проширување и тоа поклопен во време на, мислам, на власт на СДСМ, па повторно имаше сериозна поддршка во тој план, значи не беше исклучива политичка таа поддршка. Во време на СДСМ беше, да речеме, таа и ковид кризата во која што Унгарија беше една од главните поддржувачи на Македонија, но секако поради идеолошката блискост особено беа добрите односи во мандатите на владите на ВМРО ДПМН, така да тоа се должи на таа некоја улога која што Македонија има на земја која што нема покровител, нема заштитник во Европската унија, често пати изложена на притисоци и уцени, така да веројатно тој одреден скептицизам кон Брисел на Орбан резонираше и во Македонија. За понатаму, новата влада е повторно човек кој што е произлезен од десната страна. Да, мислам и тоа сведочи за влијанието на Орбан. Фактички тој не е заменет со поинаку мислачка партија, туку мораше од неговата партија да произлезе алтернативата која што не ги оспорува главните позиции негови, главните идеолошки прашања кои што ги постави, едноставно се работи за персонална смена. Но добро, ќе видиме како ќе се развива. Божиневски, во мора да помене односно владата и унгарската влада и партијата на Орбан, навистина има блиски односи. Можеби тоа е токму заради идеолошката матрица, односно позиционирањето на десната страна. Дали исто така ќе може да се воспостави добар контакт со новиот, веќе што би требало да биде избран премиер Петар Маџар? Па видете, во Унгарија всушност немаше некаква идеолошка промена после избориве, туку имаше повеќе промена на концептот на владење, затоа што досегашната опозиција, а сегашна власт која што ќе дојде, новиот нели премиер во најава, единствената разлика помеѓу него и Орбан е всушност што, еве да кажеме, овие се сега повеќе мејнстрим конзервативци, додека
Орбан поради одредени ставови беше да речеме наблюдуван. Беше наблюдуван како човек кој што се оддалечи, иако и он кога дојде на власт беше дел од тој мејнстрим на централно десните, односно на конзервативните партии во Европа, во одредени аспекти се спротистави на тие генерални политики и затоа всушност и беше, еве да кажеме, таа би рекол воодушевеност пред се во европските кругови со победата на ТИСА. Значи, од идеолошки аспект, двете партии се многу слични. Ние тоа го видовме и на оној, да го речеме, победнички говор, значи веднаш кога заврши изборите на Петар Маѓар. Генерално, оние основни политики кои што и до сега беа карактеристични за десната влада на Орбан во Унгарија, ќе продолжат и понатаму. Значи, и во однос на мигрантите, и во однос на одредена енергетска независност, која што се трудеше да направи, и во однос на пред се местото на Унгарија во регионот, затоа што целта на Унгарија беше да биде на некој начин покровител на сите овие држави кои што се од Балканот, да биде некаков глас во Европа на овие држави поради самата географска близкост со Балканот. Ја не верувам дека новата влада ќе сврти, не знам, нов лист и дека ќе остави таа долгоградена, би рекол, политика од страна на владата на Орбан, но и на претходните влади во однос на државите од Балканот, каде што се разбира ја вклучувам и Македонија. Така да, од тој аспект, од аспект на надврешната политика, предпоставувам, надврешната политика во однос на регионот, предпоставувам дека и новата влада ќе го задржи, да не кажем истиот, но многу сличниот курс со владата на Орбан. Единствена разлика која што се надеваат пред се во Брисел да ја видат во однос на надврешната политика е дека новата влада на Унгарија ќе биде, да речеме, по-блиска со оној мејнстрим европски во однос на крупните прашања пред се за војната во Украина, каде што Орбан се доживуваше на некој начин како некаков сојузник на Путин, иако он инсистираше дека тоа е во однос на таа, пред се енергетска независност, но дека новата влада ќе биде на некој начин многу поблиска со политиките на Европската Унија во однос на Украина. Иако тука имаше дел од говорот на Маѓар, каде што он истакна дека ќе продолжи да се залага за некоја енергетска независност на Унгарија, но пред се, би рекол, обезбедување на алтернатива на енергијата на Унгарија, затоа што целта на секоја држава е да има повеќе алтернативни снабдувачи со енергенси. Тоа беше идејата и на Орбан, но мислам дека Маѓар тоа ќе го направи повеќе во контекст на самата Европска Унија и нема да биде како што го нарекува Орбан отпадникот од она европска политика, па ќе кажам пред се во однос на Украина. Така да, искрено, од аспект на она што можеме да го очекуваме и од аспект на идеолошката поставеност на новата влада во Унгарија, што се однесува за Македонија, мислам дека нема да има некои поголеми или посериозни промени, затоа што и новиот премиер кој што ќе биде и новите министри, сите тие произлегуваат од таа централно десна, конзервативна политичка идеолошка матрица. Ги видовме и пораките што ги испратија. За Македонија немаше остра порака воопшто како што имаше на пример за Србија. За нас беше некако многу порезервирано, многу попозитивно за разлика од другите земји од регионот. Не гледам зошто би била. Ве прашувам ова во линија на тоа што СДСМ некако слават и велат дека ета сега падот на Орбан, новата власт во Унгарија, прашањето и до двајцата, може да значи и слабење на ВМРО ДПМН. Дали таа теза е издржана или е само повеќе политичка желба? Значи СДСМ владееш
ако ги свртиме работите, СДСМ владееше во времето на Орбан. Значи СДСМ беше на власт во Македонија од 2017 до 2024. Во тоа време, во тие 7 години, премиер на Унгарија беше Виктор Орбан, така да не гледам зашто сега промената на премиерот Значи, во повеќе Унгарија. ова е само политичка желба на Не, знаете како, секогаш кога на домашен план немате некоја многу сериозно позитивна перспектива, секогаш се надевате дека одредени случувања од надвор можеби ќе помогнат на вашата кауза. Значи, мислам дека тоа многу брзо ќе го видиме. Нема да има некакво сериозно поместување во однос на надворешната политика на Унгарија во контекст на Македонија. Она што го очекувам е дека новата влада на Унгарија ќе биде да кажеме порасположена за одреден консензус во однос на приоритетите на надворешната политика на Европската унија, а за кој Македонија нели како кандидат кој претендира нели да биде дел од таа унија во некоја иднина. И до сега се усогласуваше, значи и нашата надворешна политика генерално е усогласена со надворешната политика на Европската унија. Така да од тој аспект ја не гледам дека ќе има некакви сериозни поместувања. Чилеманов, зошто СДСМ толку се радуваат за падот на Орбан? Дали тоа навистина ќе ослабе ВМРО ДПМН или само тоа се празни зборови на СДСМ во недостиг на тоа што да понудат на граѓаните? СДСМ се навикнати дека на власт се доаѓа исклучиво со меѓународна поддршка, со странска поддршка. ВМРО не. Тоа не важи за ВМРО. ВМРО победува на избори со народна поддршка, со застапување на позиции кои што се популарни во народот, кои што граѓаните ги поддржуваат, со бранење на македонските позиции, додека СДСМ застапуваат позиции на соседни држави и тоа го прават, тие се непопуларни, за да дојдат на власт, неопходна им е масивна поддршка од обично лево ориентирани, да речеме, дали американска администрација ќе биде, например, како во времето на Обама, во времето на шарената револуција, дали од лево ориентирани кругови во Европската унија. И сега тие тоа си го проектираат и на ВМРО и сметаат дека и ВМРО така е на власт поради некаква, не знам колкава поддршка на Унгарија, која што е неспоредлива. Мислам, прво основно Унгарија немаше такво влијание во Европската унија да ни помогне да добиеме некакви стратешки, да реализираме некакви стратешки цели, покрај тоа што има еврокомесар за проширување и покрај тоа што декларативно велеа сакаме и Србија, и Македонија, и Босна или Република Српска во некој формат да влезат во Европската унија, бидејќи ќе имаме блиски, слично мислечки држави утре членки на Европската унија, поради позицијата на Орбан во Брисел, на тој лошо момче кој што ги кажува работите што мора да се кажат и никогаш блокира работи кои што можеби пола или цела Европска унија се согласува со него, но не смеат да ги кажат поради медиумски притисоци меѓународни од јавноста. Политичка коректност. Така, не можеше да ни ги испорача тие резултати. Овие алузии што ги прави сега СДСМ за финансиска помош, вас ве напаѓа како телевизија, мислам, Сакам да разговараме за тоа малку понатака во емисија. Тоа е партија која што низините медиуми во време на шарената револуција потоа буквално зависеа од меѓународна помош од USAID програми кои што сега се укинати поради сериозни сомневања за корупција и за злоупотреби нивни. Ние не видовме тогаш ВМРО да помане вака да напаѓа. Не, напаѓаше ВМРО, но имаше страшен притисок меѓународен дека не смее да се напаѓа кредибилитетот на медиумите кога е финансиран медиумот од унгарски бизнисмен, но ако тој бизнисмен се вика Сорос, тогаш не смее да се напаѓа кредибилитетот на медиумот. Значи може да се унгарец бизнисмен да финансира медиуми, но ако исклучиво од лево, ако не смее да од другата страна. Така да повторно проектираат дека тоа било, не знам, дека не се тоа, дека ВМРО не застапува позиции кои што се општо популарни и прифатени во јавноста, туку дека некако таа релативно скромна меѓународна поддршка на Орбан кон Македонија, дека ги испрала мозоците на македонците. Орбан, впрочем, не е ни поддржувач на Македонија како национално движење, како што да речеме Бугарија го обвинува во последно време. На тие конференции што ги организираше на СИПАК, например, таму бил Каракачанов. Таму се случувало, да речеме,
Председателот на владата Мицковски учествуваше минатата година, бргу после него зборуваше Латинополу, која што е една од најекстремните националистички политичарки од Грција. Значи, он немаше политика дека Македонија ја поддржува национално, туку бараше национално блиско мислечки партии во цела Европа. И сега да речеме, тука се Лепен, тука се ПИС од Полска, тука се Фрателли d'Италија, но еве ке залута, ке дојде некои луѓе како Каракачанов, но не е дека нас не поддржувал нас против Бугарија, туку барал сличен формат на политичари, некаде со повеќе, некаде со помалку успех. И тоа е многу тешка работа, да речем, и тоа е дел од неговиот гений што успеваше да ги обедини тие луѓе, макар на неколку дена да видиме каде може да има заеднички јазик, заеднички интерес, да се реагира на некои политики кои што во Европската унија, да речеме лево-либералните партии, сите се здружени заедно ги промовираат повеќе миграција, помалку индустрија, повеќе војна, посиромашни да бидеме енергетски независни веќе туку и да немаме енергенси. И сега некаква реакција на сето тоа мораше да има. Да не зборуваме за односот со Соединетите Американски држави, кој што го изгради, кој што се на некој начин актуелната администрација покровител на целиот овој проект, кој што е далеко од умрен и закопан, како што се надеваат во СДСМ, така да нека не избрзуваат, јас би им препорачал. Божиновски, новата власт во Унгарија вети дека ќе се обиде да ги подобри односите со Брисел и ќе вети дека ќе има проевропски пристап. Ако гледаме на тоа дека Унгарија ќе остане да биде наш пријател и ќе не поддржува на патот кон Европската унија, дали нивниот нов пристап, односно покредибилен глас што ќе го имаат во Европската унија, би значило и директна помош за Македонија за да го продолжиме патот и да се ослободиме од сите оние притисоци, сите оние услови што ги имаме наметнато. Добро, ја ви реков дека всушност единствената значајна разлика помеѓу Орбан и новиот премиер Мајер ќе биде тоа што тоа барем се очекува во Брисел, Унгарија ќе се врати во онај европски мејнстрим. Тоа ќе биде всушност главната разлика помеѓу досегашната и помеѓу идната влада. Ние можеме да очекуваме дека и новата влада на Унгарија ќе ја поддржува Македонија, со тоа да нашиот проблем е многу подлабок, тоа е дека Бугарија е внатре, ние сме надвор. Повеќето европски земји точно знаат што се случува помеѓу Бугарија и Македонија. Повеќето европски земји не може да го сватат тоа што го бара Бугарија од Македонија, но повеќето европски земји на некој начин поради своји собствени лукративни причини, затоа што и Бугарија е гласна во ЕУ, едноставно решаваат да бидат на страна. Значи, тоа е оној проблем со кој што се соочува Македонија. Мислам, независно од кој да... Има Маđар доволно моги да каже да лобира за Македонија? Она што ние треба да го направиме е да се обидеме да обединеме повеќе земји кои што би лобирале за Македонија. Но пак ќе кажам, кај нас е проблемот, мислам, не кај нас, туку со нас е проблемот, не само со Македонија, туку и со останатите држави од регионот, е што самата Европска унија во моментов нема јасна политика на проширување. Потребни се реформи, за тие се говори веќе 15 години, се уште не се случиле тие реформи. Европската унија премногу се прошири на некој начин, има премногу членки и самата администрација страната претромава. Значи Европската унија е креирана за 6 членки, сега има 4-5 пати повеќе скоро. Да. Така да, најголемиот проблем со Европската унија е дека они прво треба да решат на кој начин ќе продолжат да функционираат. Тогаш мислам дека би било на некој начин и полесно, бидејќи, знаете како, ние постојано слушаме дека, еве, Македонија уште овој чекор да го направи, нели со Бугаријата уставот, и ќе почне преговори, и сите други бариери ќе бидат трнати. Истото се говореше, нели, и пред промената на името, но всушност, она што на Македонија и треба, за да видиме и ние некаква искреност од страна на Европската унија, зошто, например, за државите од Западен Балкан не се даде датум, како што тоа се направи за другите држави од Централна и Источна Европа во 2004, односно 2007 година. Бугарија и Романија не влегоа затоа што ги заврши реформите, не влегоа затоа што има датум, кој што беше малку пролонгиран, значи, да речеме, Полска, Чешка, Словенија и така натаму влегоа 2004, они влегоа 2007 година, но имаат датум.
ако толку е Европската Унија искрена, зашто и ние не добиеме, државите од Западен Балкан, некаков датум во кој што ќе треба да спроведеме одредени реформи кои што се според копенхашките критериуми, но дека не знам, например, ние сега сме 2026, да речеме 2032 година државите од Западен Балкан ќе влезат во ЕУ доколку ги исполнат тие реформи кои што. Зашто ние таков датум немаме? Значи дури веќе не се спомнуваат, значи ниту некакви официјални провизорни датуми. Ние слушаме од одредени политичари, не знам, а овие може ќе влезат 2028, овие може ќе влезат 2030, 2035, значи се лицитираат со години. Така да, во однос на македонскиот евроинтегративен пат, најзначено е самата Европска Унија да ги направи оние неопходни реформи за нејзино функционирање, за нејзина подобра функционалност. Потоа мислам дека ќе биде многу полесно и за нас, и за Србија, и за Албанија, и за Црна Гора и така натаму. Затоа што сега едноставно све е сведено повеќе на некоја, би рекол, дневна политика. Значи се излези со една идеја дека Украина ќе влезе многу брзо во Европската Унија. Сега многу европски политичари сметаат дека тоа е малку избрзана изјава и дека не е баш така возможно, нели, да се случи тоа во нареден период. Ние сме сега едноставно жртви на неуспехот во реформи при одлучување на Европската Унија. Ние имавме прилика. Ние сме жртви и на вториот протокол, Ние имавме прилика искрено да го фатиме оној последен воз за кој што говоревме пред 5-16 и повеќе години со Хрватска. И тогаш и неколку сериозни европски политичари излегоа и кажаа дека по приемот на Хрватска ќе има една сериозно долга пауза поради неопходноста од реформи во Европската Унија. Сведоци сме дека тоа е навистина така и мислам дека и тоа е една од причините зашто и самата Европска Унија не дава некакви датуми за Западен Балкан како што тоа го направи за останатите држави кои што влегоа во претходните два брана во Европската Унија, 2004 и 2007 година. Чиреманов, имате дополнување или може? Да, нас Орбан индиректно ни помогна во овој план со тоа што блокираш Украина и тој пакет од 90 милиарди евра за за финансирање на војната во Украина, со тоа како многу важно политичко прашање во Брисел го наметна тоа да се одземе правото на вето во носење на дворешно политички одлуки на државите, што индиректно нас би не било од полза. Но сега гледаме дека што се смени власта, дека можеби тоа прашање и веќе ставено. Можеби не е толку значено сега за Орбан, но секако сам Урсула фон дер Лејен тоа го кажа веднаш, што еден ден по изборот на Маѓар, дека сепак сакаат тоа да го реализираат, да го одземат правото на вето, бидејќи ги имаат Словачка, Чешка, Словенија, потенцијално Франција за година дена, сега можеби е илузорно да очекуваме дека Брисел ќе го одземе правото на вето на една Франција ако победи Лепен, односно Бардела, но ево очигледно дека стравуваат од сум Италија тука, Австрија потенцијално. Не, ама види, не е тоа само за оние крупни прашања за кои што ние говориме во јавноста. Тука има и многу останати, можеби не толку крупни прашања кои што ги кочат функционалноста на самата Унија. Бидејќи вие секогаш имате некој кој што користејќи го правото на вето или можноста за вето, ќе се обиде нешто да добие повеќе од она што му следува страна на самата Унија. И тоа ми е јасно во Брисел. И ова се само, би рекол, поекстремни примери на тоа како може да се злоупотребува правото на вето. Во моментот кога ќе има, би рекол, еден поширок консензус во ЕУ тоа да се смени, да, тогаш тоа ќе одговара и за Македонија и за сите останати држави од Западен Балкан, затоа што сега навистина дури некоја држава буквално све кандидат да направи како што се бара тоа од неа, секогаш може да се најде некој кој што без некоја сериозна причина ќе стави вето. Ќе стави вето. Видете, во македонскиот случај, че имате држава која што бара кандидатката да се откаже, не знам, од националната историја. Што има врска националната историја со копенхашките критериуми? Ништо. Полска и Германија има диалог 35 години. Па Германија не ја блокираше Полска во незиниот пат кон ЕУ, напротив, беше незин најголем спонзор.
А ние сме сега соочени со одредени хирови кои што произлегуваат едни помали екстремни политички партии блиски до тогашната влада на Бојко Борисов, кои што он ги прифати само за да остане уште некоја година власт. Тоа беше целиот случај со Бугарија. Друго, ние сме свесни дека дури да направиме све како што треба, ние имавме договор со Бугарија кој што требаше да ги реши тие прашања. Едноставно на нив им текна после дека еве сакаат некаква ревизија на тој договор. Се изгласа во парламент и Европската унија поради тоа право на вето реши дека еве сега повторно Македонија е таа која што ќе треба да исполнува нови услови и со можност да извиси повторно. Точно. Во меѓувреме го имавме и француското вето, да не го забораваме, кој што беше една би рекол Може би моментумот беше тогаш таков. Сега видете, моментумот знаете како ние имавме едно долготрајно вето, само што се реши тоа вето, ние добивме друго вето кое што не беше базирано на нас, туку еве да кажем на некакви барања за нов начин на преговори, но прашањето е сега дали тоа требаше да биде токму во случајот со Македонија. Затоа што ние бевме навистина многу специфичен случај. Ние нашите заложби кон неу беа заедно со заложбите на една Словенија, да кажа, па ние потоа бевме во групата и со Бугарија и со Романија. За поради тоа вето ние да испуштиме и Хрватска, која што многу подоцна се приклучи кон тие преговори и стана членка. Дали беше неопходно тогаш за Македонија да се добие Македонија повторно да биде таа која што ќе го добие ветото, се тргна тоа француско вето, го добивме веднаш бугарското вето. И се затоа тука затоа во Македонија генерално постои една сериозна скепса затоа што имате долготрајно вето, потоа имате уште едно краткотрајно вето кое што е као некаков мост помеѓу второ долготрајно вето кое што го имаме сега од Бугарија. И тука е всушност она скепса и она недоверба би рекол, која што владе, а која што доколку се смени нешто во Европската унија во начинот на одлучување, тогаш и многу други земји ќе можат едноставно ќе биде малку порелаксирано. Не, тогаш ќе можат и многу други земји, еве Унгарија или Чешка или Словачка или Хрватска или Словенија, едноставно да бидат малку погласни во однос на нашиот проблем кој што го имаме со Бугарија. Сега они не се гласни затоа што нели она што се случува во Европската унија е политика и секоја држава си бара на некој начин сојузник и они знаат дека доколку тргна некоја членка против друга членка, тоа може потоа за некоја како бумеранг да им се врати за друго прашање. За некои нивни интереси да им се врати негативно. Чилиманов, треба да бараме гаранција од Европската унија за дека ако направиме промени во уставот, ние ќе имаме навистина чист пат кон Европската унија? Па тоа е едно решение, друго решение е тоа што дојде на маса токму повторно поради индиректно благодарение на Орбан поради неговата блокада за Украина да се постави како тема членство во Европската унија без право на вето на едната членка, но и да нема нели вето пак од кандидаткива при прием во ваква, да речеме, делумно членство, што во моментов е веќе и позиција на Албанија, која што е нели фронтранер во тие преговори заедно со Црна Гора, таа априори во старт се откажува од правото на вето и од правото на еврокомесар, само за да влезе во Европската унија во смисло да ги има нели пристапот до фондовите, до пазарот на труд. Не, како што каже и Владимир, мислам, односот на Европската унија, тој кој што никаде не беше определено дека десницата во Македонија, дека ВМРО ДПМН ќе биде партија која што ќе биде од суверенистички тип, од нели ќе соработува со партии како Орбан, ќе биде скептична кон Европската унија. Ние тоа го научивме со децении и децении таков однос на Европската унија кон нас. Гледаме дека непринципиални барања, непринципиални услови за на крај дури кога нели владата на Заев кој реализираше најголемото барање кое што не беше поставено, повторно да добиеме вето и тоа од многу посериозна држава од Грција да напредуваме на вето од Франција, што е многу потежок проблем отколку грчко вето или бугарско вето. Така да тоа беше причината што нормално десницата во Македонија си бараше сојузници и партнери на кои што може да се потпре. Доколку видиме дека мејнстрим десниви или било кои партии во Европската унија почнат да испорачуваат принципиално без условувања, мислам дека
ќе се намали тој простор за барање на други партнери. Тука би сакала само да ви поставам уште едно прашање на двајцата поврзано со Унгарија. Веќе слушаме и обвинувања, но и стравувања на дел од јавноста и опозицијата дека оние деловни бизнис и економски релации кои Македонија ги има со Унгарија би можеле да извисат. Овде станува збор за компанијата 4AG и за оној унгарски кредит. Дали навистина е тоа можно или е тоа само сеење страв во јавноста? Нели имаше дури беше објавено деновиве дека идната министерка за надворешни работи на Унгарија се очекува Анита Орбан дека до скоро била важен директор, функционер точно во 4AG компанијата. Мислам, тие луѓе не се паднати од Марс, тие повторно велиме произлегуваат од партијата на Орбан, од круговите на Орбан, мислам. И на Маѓар му вадат снимки дека учествувал на истите овие конференции кои што сега ги критикува дека Орбан ги организирал. За СДСМ мислам дека лекцијата која што произлегува од овие избори, која што се обидува да ја скокнат да не ја научат, е дека на популарно, суверенистичко, десничарско движење кое што има оправдани критики кон Европската Унија, кон тоа што и се прави на државата, не може да се спротиставиш со движење какво што се они. Мислам, Социјалдемократската партија на Унгарија не учествуваше практично на избориве, немаат ни еден пратеник. Сите леви партии сватија колку е саат, се тргнаа од стапија од изборите, не се не надпреварува. Значи, лекцијата е дека доколку, и тоа после нели во случајот на Орбан 16 години, има некакви забелешки за начинот со кој што се управува со државата, дека тешко е дека тој одговор ќе дојде од целосно дискредитирана, да речеме, урбана, лево, либерална политичка елита која што изгубила контакт со народот, која што мисли дека треба некој од надвор да ги донесе на власт со финанси или со снимки да им даде или така натаму, да им испорача, не знам, гласови од малцинствата, па да така да формираат влада. Значи сите тие нивни трикови се видени и испробени. Ова воопшто не е позитивен сигнал за нив. Поуката е дека прво овие легитимни влади се долготрајни, долговечни и дека одговорот и во Полска, да пример, и во Унгарија, доаѓа од самото десно суверенистичко движење од внатре, не од надвор. Така да нека не се надеваат премногу на успех, дека сега како домино ќе паѓала влади во регионот. Божиновски, мислите вие дека економските и бизнис релации како 4AG и како оној кредит кој што го зема Македонија од банката во Унгарија може да претрпат некакви промени или тоа се цврсти договори и не подлежат на промени доколку падне некоја влада или се избере нова? Со оглед дека тие договори се склучени помеѓу две држави, очигледно е дека и на двете држави им одговарат. Сигурно дека нема поради тоа што во едната држава е променета власта, иако пак ќе кажам повторно со идеолошки многу слична власт, дека новата влада ќе работи против собствените интереси, односно против интересите на својата земја. Оние бизнис релации кои што постојат помеѓу Македонија и Унгарија се од корист и на Македонија и на Унгарија. Така да тие како што биле до сега и ќе продолжат. И навистина не знам зошто воопшто би го дискутирале ова како прашање. Тоа се економски параметри кои што не се поврзани со тоа кој е на власт или кој бил до сега, кој ќе биде понатаму. Така да од тој аспект не верувам дека ќе се промени ништо. Иако пак ќе повторам, не верувам дека ќе се променат сериозно ниту односите помеѓу Македонија и Унгарија. Напротив, мислам дека со оглед дека македонската влада, која што е центро од идеолошкиот десен центар, да кажем, иако тоа е за можеби друга емисија, на кој начин идеологиите во Европа нели се променети последните 20 години. Повторно ќе бидат партнери со новата влада кој што исто така е од идеолошкиот десен центар. И пак да напоменам, единствената посериозна разлика помеѓу досегашната влада на Орбан и идната влада на Маѓар ќе биде тоа што најверојатно новата унгарска влада повторно ќе се врати во меинстримот на европската политика и едноставно ќе се придружи или ќе го прилагоди својот став
во однос пред се на она што се случува во Украина, односно војната во Украина. А македонската влада е прилично јасна во тој аспект и нашата политика е целосно усогласена со политиката на ЕУ. Така да ниту тоа нема да биде некаков посериозен проблем, односно воопшто некаков проблем за односите помеѓу Македонија и Унгарија. Ние одиме сега на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме со нова тема за односот на СРСМ со медиумите, зошто СРСМ повторно ја прави истата грешка и влегува во отворен конфликт со одредени медиуми. Се враќаме куза по рекламите. Се враќаме назад во студиото. Она што се случуваше на изборите во Унгарија стана и тема на политички пресметки во Македонија, но и на однос на лидерот на опозицијата Венко Филипчек кон одредени медиуми, меѓу кои односот со телевизија Алфа. Тој повторно ја нападна телевизија Алфа. Што мислите, Цветин, дали ваквиот однос на Филипчек ќе му се врати како бумеранг? Зошто повторно ги прави оние грехки што ги правел и неговиот претходник, каде што навистина влегува во отворен конфликт со медиуми? Да, тоа е карактеристично сега за оваа фаза на развојот на СДСМ со нивните актуелни политички директори и креативни, да речеме, медиумски директори, конфликт на сите страни со ева, да речеме, напаѓа вас како телевизија, напаѓа медиуми кои што му беа можеби најнаклонети до скоро, мислам, во сериозен полог период. Веројатно се должи на некој внатрешен конфликт во партијата кој што веќе е прилично очигледен дека има внатрешно незадоволство од катастрофално лошите резултати што ги испорача и тоа што нема надеж дека нешто ќе се смени во догледно време. Тие се Филипче секако е, например, представник на неистрошена групација во СДСМ која што јасно е дека тоа е на некој начин експонент на Зоран Заев и дека има сериозни групации внатре во партијата кои што сметаат дека тоа е целосно истрошена идеја и дека треба да дојде до кадровски промени и дека партијата има заробена од претходното раководство. И веројатно логички да речеме, за да се дефокусира од резултатите од тој внатрешен конфликт, најлесно е да се обиде да отвори јавен конфликт со некој друг. И сега некој го има поучено, како што кажавме, дека овој момент е сега опортун за војна со медиуми. Да, за дека не знам. Војна со медиум никогаш не е добар начин на комуникација со јавноста. Божиновски, вие и тоа е дел од вашите предавања. Дали е добро вака да се комуницира со јавноста, да се напаѓаат медиумите и ваш главен непријател малтене да ви биде телевизија, портал или No Matter What? Видете, медиумите се начин преку кој што политичките елити може да ги пренесат своите ставови до граѓаните. Така да секојаш политичките елити треба да бараат начин да бидат блиски со медиумите. Не блиски, идеолошки блиски, туку да имаат еден однос кој што ќе им овозможи своите ставови да ги кажуваат јавни, на тој начин да се приближат до граѓаните, кои што треба да ги гласат нели на некои следни избори. Кога ќе се направи некаков конфликт со медиум, тоа повеќе покажува за можеби неуспешноста на политичката елита да се приближи до граѓаните, отколку што покажува некаков проблем со медиумот. Мислам дека во Македонија медиумите генерално си ја вршат својата работа. Ние имаме многу сериозен проблем како и насекаде со тие лажни вести, кои што се потешко и потешко да се спречат. И би рекол, пред се телевизиите дури може да бидат на некој начин една основа од која што ќе тргне таа борба против лажните вести, затоа што генерално телевизиите ги објавуваат вестите кои што се повеќе пати проверени и на кои што може повеќе да им се верува отколку она што доаѓа нели све преку социјалните мрежи и преку интернет. Би сакала само да ве прекинам, извинете, Чилиманов рече дека ова е знак на нервоза и на тоа дека не може да консолидира СДСМ, па отвара нов фронт со медиуми и го користи овој моментум за да отвори војна. Дали ова е моментум што треба да го искористи СДСМ или треба да се насочи внатре да се консолидира како партија и да настапи со нова програма? Искрено ја мислам дека
дека во овој момент изминатиот период воопшто не се обидувам нели да им дам простор на СДСМ затоа што на нив навистина им треба време да се консолидираат. Ова што сега се случува во СДСМ е само последица на она што го правеше Заев од 2017 година па до 2024 година. Значи, тука, иако многу луѓе се обидуваат нели да го обвинат на некој начин Филипче, ова што се случува со СДСМ е последица на владењето на Зоран Заев. И Зоран Заев имаше вакви неумесни изјави кои што напаѓаше медиуми. Заев е политичкото гуру на Филипче? Знаете како, понекогаш политичката немоќ се прави обид да се пренесе на одредени фактори кои што воопшто не се поврзани со последиците од таа политичка немоќ. А тоа во политиката пред се нели медиумите, како беше народната, ако не можеш помагаријат удри по самарот. И јавев лично мета на претходните избори во однос нели на истражувањата кои што ги објавувавме, каде што исто, особено 2024, една третина од кампањата на СДСМ беше против истражувањата кои што ги објавивме ние. Јас побарав од нив, еве добро, ако велите дека е така, да почекаме да дојдат изборите. Но доколку анкетите се точни, дали ќе може да добијам извинување барем? Едно извинување после. Не, воопшто се разбира како и вако. Така да, знаете како, секојаш политичката партија, без разлика која политичка партија, за својот неуспех ќе се обиде да најде или ќе бара некаков друг кривец. Дали се тоа медиуми, дали се тоа анкети, дали се тоа некои аналитичари, значи они секојаш ќе се обидат да го трнат товарот на неуспехот од себе, да се обидат да го проектираат кон друг. И затоа мене воопшто ниту ми изненадува, а ниту па мислам дека и има потреба да се коментира, бидејќи во моментов СДСМ како македонска опозицијска партија пред се треба да се избори повторно да биде алтернатива на власта, затоа што за овој процес ја говорев, но мислам дека се уште не е доволно во фокусот на јавноста. СДСМ првпат после 35 години е под закана да го изгуби својот статус на алтернатива на власта, кога е во опозиција. Затоа што ние од 90-та година имаме две главни политички центри, ВМРО ДПМН и СДСМ. И секојаш едниот бил алтернатива на другиот, нели, да го замени на некои следни избори. За прв пат во изминатиот период, во изминативе 2 години, под знак прашање е моќта на СДСМ, политичката моќта на СДСМ да биде алтернатива на актуелната власт. Божиновски, ама знаете како они велат дека прават анкети внатре во партијата и нивниот рейтинг расте. Анкетите ние никаде не ги видовме, наспроти тоа излегува други анкети каде што покажуваат сосема спротивни резултати од тоа што го кажуваат СДСМ, а сепак СДСМ се представува дека им расте рейтинг. И сега прашањето овде што сакам да ве прашаме, која е вината за ваквата катастрофална состојба во СДСМ? Дали е тоа кадровската политика, дали е лидерството, дали е идеолошката страна? Зошто СДСМ е во ваква ситуација на внатрешен распад и зошто отвара уште еден фронт на борба со медиуми, да напаѓа медиуми? Тука се подкопува и демократскиот процес, се подкопува и односот на партијата со јавност и се испраќа многу лоша порака. Еве јас доаѓам од телевизија Алфеј, навистина не е пријатно да гледате лидер на опозиција да ве напаѓа, а знаете дека воопшто и тоа не е така што го зборува тој. Видете, прво кратко, значи со анкетите е многу едноставно. Доколку сметаш дека постојат анкети кои што ти одат во прилог, објави ги. Ма ние не видовме да ги објават. Значи, објави ги. Јас никогаш не коментирам туѓи анкети, ги коментирам само оние кои што не објавам. Јас кога ќе излезам и кога ќе објавам анкета, многу е лесно после да се види дали е таа точно или не е точно. Ќе има избори, на изборите многу лесно може да се направат тие компарации во однос на проектираните вредности од истражувањето и реалните вредности. Така да не може тука ние да манипулираме дали биле точни, дали биле неточни. Едноставно има избори. А уште пострашно е доколку некој тврде дека постојат некакви анкети, но тие не се објавуваат, а во тие анкети еден, друг или трети има некаква власт. Тогаш тоа е уште би рекол, ќе се врати по-негативно
за оне кој што се обидува да ја прошири таа вест. Што се однесува до вашето прашање, знаете како, проблемот, пак ја кажам, проблемот кај СДСМ е со политиките на Зоран Заев. Чи многу едноставно имате, еве јас само еден пример ќе ви дам. 2016 година пред изборите. Има едно видео каде што Заев ги представува темелите, нели, на идната власт на СДСМ доколку победат или доколку успеат да дојдат на власт. После 2 години власт, нели, на Заев, буквално секоја точка од тие ветувања беше направено спротивната. Политичките партии го црпат својот легитимитет и својата доверба кај граѓаните преку своите ветувања и исполнувањето, односно неисполнувањето на истите. Доколку вие нешто ветите, и не само што не го стварите, туку работите сосема спротивно тоа што сте го ветиле, многу е тешко да ја добиете повторно довербата од граѓаните. Така да пак ја кажам, ова што се случува на СДСМ не е вина на Венко Филипче, или барем не е најголема вина на Венко Филипче. Не е целосно, ајде да одиме. Не е најголема вина. Дури Филипче е еден од тие... Се нафатил, да. Он беше еден од тие споредни актери. Знаете како Чилиманов, ама зар не знаеше на што се нафаќа Венко Филипче? Кој што на крај дојде во фокусот. Но главната вина за ова што се случува е на Зоран Заев и владата која што тоја предводеше. Дали директно, нели, до 2021, дали индиректно после неколку години, да не го забораваме, нели, и Никола Димитров, кој што заедно со Заев беа креаторите на причините за падот на СДСМ и за она што сега им се случува. Значи, доколку треба да се обвини некој, тоа не треба да биде Венко Филипче, кој што едноставно беше можеби единствениот кој што се нафати нешто да направи со таа партија. Вината за ова што се случува сега. А што направи со таа партија? Вината за ова што се случува сега е кај Зоран Заев, па после натаму, значи Заев, Димитров, Шекеринска и така натаму и така натаму. А зошто се нафати? Затоа што можеби смета дека може да направи нешто со таа политичка партија. Она што е проблемот сега кај СДСМ е дека сите очекуваат некакви брзи и итни резултати, што не може да се случи. Во најмала рака очекуваат луѓето да не се напаѓаат медиуми. Тоа, сега ќе кажам, брзи и итни резултати не може да се случат. Ама може да не се напаѓа медиум. Исто така и ВМРО се сочуваше со тој проблем кога, не знам, Мицковски дојде како лидер на крај на 2017, веќе 2018, а некој бараше од него резултати веќе 2019, ако не знам да се дал оставка и така натаму, знаеме што се случуваше и во ВМРО. Вие не може да очекувате брзи итни резултати. Проблемот е тоа што кај Филипче и кај, нели, луѓето блиски околу него најверојатно е создадена таа силна политичка тезија и они во случајов на погрешен начин тоа се обидуваат да го артикулираат преку одредени напади, не знам, на медиуми или она што се случуваше со анкетите, со истражувања, значи се бара некаков друг кривец. Така да во случајов, нели, овој напад кон медиумите не е причина на проблемот, туку е последица на останати процеси кои што се случуваат. Тоа сакам да кажам, значи не е, мислам дека тоа не е и 2024-2025 кога имаше напад, нели, кон мене за тие истражувања, кои што се покажа, нели, дека сепак биле точни после изборите. Проблемот е знаете јас не го гледав тоа како некој директен напад од страна на Венко Филипче СДСМ кон мене, туку повеќе како последица на неможноста они да го исполнат тоа што, не знам, некој го очекуваше. И во случајот, нели, со Алфа и со други медиуми, мислам дека е тоа. Ова е повеќе последица отколку. Тогаш се жутеа на медиумите што ги објавуваат анкетите. Но, не види што приказни продаваат на своите поддржувачи што им останало во изминативе 4-5 месеци. Прво беше дека САД донела некој закон врз основа на кој што ќе киднапираат лидери на Балканот, почнувајќи од нас, само нашето раководство. После беше дека ќе сме донела кампови за мигранти ќе сме отворила во Македонија и тоа се требаше да се случи сега, март, април, така. После беше бараше Америка да ја нападне, да бомбардира Македонија како по пример на Венецуела и Иран, бидејќи сме били еднакво недемократски режим, да. Сега очекува дека избори во некоја трета држава
со кој што Македонија има договор за заем кој што ќе продолжи да се сервисира бидејќи е договор, дека тие избори некако ќе треба да предизвикаат, ова се очајнички размислувања кои што не знам, можеби Хитлер ги имал во бункерот кога све се рушело околу него, па се надавал дека од некаде ќе се појави некое спасоносно решение, некоја заборавил некоја дивизија дека има некаде па ќе улета одеднаш и ќе го спасе, мислам. Ова се навистина очајнички потези, коментари на учени кои што се обидува да им измисли нешто на поддржувачите дека еве сега само што не сме се спаселе, почекајте уште некој месец, мислам. Вака кога ги погледнеш работиве, едноставно укажуваат на дека не е за политички коментатор да ги анализира, него за психолошки експерти. С голем број од здруженијата на медиуми реагираа на односот на Филипче кон медиумите. Вие, Чилиманов, сте новинари, што би можеле вие да му испратите порака на Филипче? Не, дека ова е апсолутно губитничка позиција, дека не може да се љути на медиуми, дека не објавувала за мигрантски кампови кои што ги нема, дека не може да прави, не знам, анализи дека медиумите не објавила некои вести кои што не се случуваат, да биде тоа во негова полза. Принципиелно да речеме, ако некоја партија во Македонија поддржувала странско мишење во медиумите во Македонија, тоа било СДСМ. На штета, на сметка на македонските национални интереси. Впрочем, и оваа телевизија, ако се пресетиме како почна, многу повеќе има аргументи да се зборува дека била странско мишење во минатото, а отколку дека денеска има странско мишење во медиумите кој што иде на сметка на македонските интереси. Така да нека си работи со граѓаните, нека си работи со политиките с кои што ги застапува, нека ги преиспита луѓето со кои што се обкружил, нека разговара со фракционерите. Кога сме веќе луѓето со кои што се обкружил, дали мислите дека токму новата кадровска политика, односно новата кадровска политика на Венко Филипче ја доведе партијата до таму каде што е? Гледаме дека ликови и лица кои што јавно имаше фотографии дека конзервираат наркотични средства се повлекоа од партијата, а потоа повторно беа ставени како удар на тупаница на СДСМ. Дали ваквите чекори, дали проблемот што Филипче не може да се снајде како лидер на партијата, или што е конкретно проблемот, за тоа што еве како што вели Божиновски се стравува дека можеби СДСМ ќе се доведе во прашање да биде алтернатива на ВМРО ДПМН. Не, таков агресивен настап кој што му го наметнуваат тие, да речеме, од неговото обкружување, еве можеби на пример во Унгарија можеби имаше некој резултат после 16 години власт на Орбан, точно да, новиот Магар настапуваше агресивно, бунтовно се, да речеме, тој се кара со медиуми. Но повторно велам, тоа дојде после 16 години власт на суверенистичката опција на Орбан, во кој што граѓаните објективно се замориле. Во Македонија луѓето се заморени после 7 години на лажни неисполнети ветувања на Заев и Филипче. Значи, најголема, Владимир кажа, повеќе работи што ги ветиле, не ги исполниле. Најголемата работа што ја ветија беше невиден автогол. Промената на името ќе води до брзо членство во Европската унија и меди млеко по улиците. Значи, тоа Ама не ја ветија таа работа пред избори. Тогаш Заев тврдеше дека нема да има промена на името. Дека тоа да, тоа поготово. Имаше и видеа кои како се колнеше, зборуваше, жици и слично, дека нема се кампањата на референдумот беше, да речеме, веќе ветуваше меди млеко и квалитетни вакцини после избори. Како беше ќе се лечиме во Германија и не знам. Се лечат луѓе во Германија откако се иселија поради. Бесплатно, бесплатно дека Да. Да, добро. Сега се наметнува уште за крај последно прашање и до двајцата. Зошто СДСМ не направи скроз нов концепт и зошто не понуди нешто на граѓаните што досега не е понудено, зошто се држи до онаа стара матрица напад на медиуми, ширење на вид на неиспитани и недоволно јасни информации, ширење на своевиден вид на паника во јавноста. Зошто СДСМ има проблем да понуди нешто друго или дали се ова капацитетите со кои што тие располагаат? Божиновски, па да завршиме со вас. Прво ви требаат луѓе. Че ви требаат луѓе за да може да направите одредена платформа. Сега е тоа проблем. Генерално во Македонија е проблем, нели, да се најдат квалитетни луѓе. И тие што беа во СДСМ се искара или се други? Особено во политиката, затоа што после она што се случуваше со, не знам, таа шарена револуција и Заев и СДСМ, многу луѓе во Македонија едноставно почнаа да ја перцепираат политиката како нешто волкано, како нешто за кое што воопшто не треба да има никаков контакт.
Тоа е исто така една од последиците на она што се случуваше со нели шарена револуција, кај што Заев го искористи гневот на одредени групи на граѓани за да дојде на власт и потоа го видовме нели што говори во јавноста околу тие шарени. Нема да го повторувам, нели нема да паднам на тоа ниво. Во однос на карактеризација на кои биле шарените и како биле, луѓето едноставно, знаете како, едноставно се откажаа. Така да сега е многу тешко да најдете квалитетни луѓе кои што ќе сакаат прво да се занимаваат политика, второ кои што ќе сакаат да бидат дел од политичкиот тим на партијата која што едноставно ги изневери очекувањата на граѓаните. И сега може да се случи друго некое сценарио каде што едноставно кругови на СДСМ кои што биле можеби поодговорни во минатото од сегашното и актуелното раководство, да се обидат да се дистанцираат од актуелното раководство со тоа да се дистанцираат со сите грешки за кои што не може би били многу поодговорни отколку, не знам, Филип и луѓето. Што Никола Димитров се дистанцира од договорот со Бугарија. Така е, да, каде што сега не знам Никола Димитров во одредени јавни настапи се правеше као да, не знам, као да паднал од Марс во однос на тоа што се случуваше со македонските надворешно политички односи, но можеби ќе се обиде некој да се префрли целата вина и тоа го гледам дека се на некој начин се припрема терен, дали ќе се случи или не ќе видиме, но каде што нели сите гребови на Заев и на сите оние функционери на СДСМ ќе паднат врз гребот на Филипче, а оние кои што биле многу поодговорни од Филипче ќе се обидат да излезат онака чисти, можеби да, не знам, да преземат партијата, да направат друг политички субјект, нека алтернатива на актуелната СДСМ и така натаму. Значи, тоа ми е многу поверојатно сценарио отколку тие луѓе да дојдат и да му се понудат на Филипче да ја помогнеме да ја вратиме партијата онаму каде што треба. Ќе видиме, се разбира, но мислам дека во следниот период ќе се потврди или едното или другото сценарио, со тоа да сум малку поскептик дека наеднаш сега одредени луѓе ќе добијат некаков елан и ќе решат да се вклучат генерално во политика. Значи, ние имаме проблем со млади луѓе кои што едноставно политиката ја доживуваат како нешто кое што може само да им наштети, што пак ќе кажеме за жал, затоа што нашите генерации беа многу пооптимистички, имаше многу повеќе луѓе кои што сака бидејќи со влезот во политика, не директно може во политички партии, него самиот интерес за политика значи и унапредување на квалитетот на живот. Тоа е целта нели на политика. Но кај нас сега е сосема свртена таа парадигма. Едноставно младите луѓе не сакаат да влезат во политика и се помалку и помалку има квалитетни кадри кои што би се решиле да станат дел од одредена политичка опција или да ја помогнат на одредена политичка опција. А да не навлегуваме во самиот проблем кој што го има СДСМ, а тоа е да се на некој начин да се отрне од целата онаа негативна перцепција која што Зоран Заев во која што Зоран Заев буквално ја обвитка СДСМ. И мислам дека на Филипче многу ќе му биде не знам како да го наречеме, ајде да кажеме, по-конструктивен во очите на граѓаните доколку се бави со проблемот на оставштината, она негативна перцепција која што имаат граѓаните поради Заев, отколку да се занимава со медиуми или со анкети или со не знам и така. Че он прво треба да расчисти со Зоран Заев и се она што Зоран Заев му го остави во наследство како негативен терет, како и каже Заев, сидро кој што ја влече партијата, но не напред, туку ја влече надолу. Шилиманов, последни зборови за оваа емисија? Тоа е, немаат што да понудат, како што ви Дуи, например, ги гледаме. И нив им се случува сличен процес, се делат како партија, помладо, поенергично раководство ги превзема од како заглавија во корупција, во национализам, па не знам, ветуваат сега, бараат некои минорни прашања, како не знам, тестот за полагање возачки, не знам, нивел на албански или од тоа се обидуваат да направат национална програма, така и СДСМ. Немаат што да понудат, едната работа што ја ветуваа не успеа да испорачаат,
се надева едно време дека, не знам, Албанија, Црна Гора ќе напредуваат бргу, пак има некаква реакција во Македонија. Сега гледаме дека тоа не се случува. Ако се случува нешто, Македонија секако ќе биде дел од тој процес кој што будно го следи, во кој што будно е ангажирана и без нив. Така дете, влезени се во внатрешни препирки на функционери. Ке се цепка уште СДСМ внатре? Па да, како што ги опишува Влајко, има таму политичари кои што не били упатени, кој бил председател, кој бил во Брисел, па не е сега виновен, не знае што се случувало, ќе дојдат да ја спасуваат партијата од Заев и Филипче после некој време, но за да дојде до тоа секако мора да им се случат уште неколку ломови пред да бидат спремни за тоа. Така да тоа е иднината ништо ги чека, не некаква домино теорија дека ќе дојдат на власт преку ноќ со некаква меѓународна помош. Ви благодарам на двајцата за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Вие останате на програмата на телевизија Алфа за тоа што навистина имаме што да понудиме. Пријатна вечер.